Добар ден и добродојавте во уште едно издание на Формула на македонски. Мерцедес не запирливи, нова 1-2 победа за Мерцедес во Спа, Луис Хамилтон со нова победа, Валтери Ботас повторно втор и Макс Верстапен вечната сенка зад двоецот на Мерцедес. Трета позиција за Макс Верстапен во една, би рекол, нетипична трка за големата награда на Спа. Видовме нешто помалку претекнување негово обичаено, меѓутоа многу од болидите, би рекол, од петата позиција па наназад беа во 1-2 секунди константно некоја стратегиска борба за позиција, меѓутоа не доволно да видиме голем број претекнувања. Им симнувам капа на Рено денеска, феноменална вожња од страна на возачите на Рено. Даниел Рикјардо цел викенд беше феноменален, екстремно брз, и Окон со оној маневар на претекнување кон крајот на трката успеа да избега од Ландо Норис и да го претркне Алекс Албон од Red Bull Racing, така што одлично за таа денеска за Рено. Четврто и пето место Александар Албон, шести Ландо Норис, единствениот водач за Мекларен денеска, седми, му фалеа 2 до 3 круга да може да ги престигне Алекс Албон и Окон. Очигледно од Мекларенот на Норис имаше подобра потрошувачка на пневматиците, меѓутоа too little too late, што би рекле американците. Норис пиеше буквално цела трка, слаб старт, падна 2-3 позиции, потоа некако успеа да се врати назад, меѓутоа една позиција кјари на лошата стратегија на Racing Point во однос на Серхио Перес, и тука негде пливаше околу седмата позиција константно, и дури на крајот во последните 10 круга стана компетитивен. Видовме почна драстично да намалува разликата, меѓутоа тоа што е Пиер Гасли, водач на денот, заслужено 8 место со Алфа Таури, и 9 и 10 место за розевиот Мерцедес, односно Ленс Строл и Серхио Перес. Не ми е јасно зашто Серхио Перес не беше внесен во пит кога се случи оној страшен инцидент, откако Джиовенаци изгуби контрола во својот болид, а колатерална штета беше Расел кој го поткачи плевматикот и заврши во заштитната ограда. Што можам да кажам за стартот? Добар старт, би рекол, на Даниел Рикјардо, што еднаш да го пофалам. Добар старт и на Чарлс Леклерк од Ферари, меѓутоа потоа работите си дојдоа на свое место. Едноставно таа шасија на Ферари аеродинамички не е ефикасна, што значи дека потисната сила која произведува таа шасија е на сметка на драг или на тоа така наречено аеродинамичко завлекување кое го успорува болидот во правците, меѓутоа му дава стабилност во свиоците, и тука губи драстично болидот на Ферари на вакви брзи патења како што е Спа. Не сакам да помислам што ќе се случи во домот на Ферари следната недела во Монца. Некои шпекулации дека можеби Ферари ќе презентира нова моторна единица, уште една Ахилова пета сезонава со тие нови правила, нови протоколи кои беа вметнати од страна на ФИА. Гледаме дека Ферари мака мачи со моторната единица, и моментално моторот на Ферари е пласиран или класиран најслабо во поредокот. Многу ми е драго што Кими Реконен им врза некако шамар, им фрли една ракавица денеска кога ги помина. Така некако сите го навиваме Кими од времето и го поштуваме, и баш ми е драго што им докажа на Ферари дека не е време се уште за него за пензионирање, иако најверојатно ова му е негова последна сезона. Карлос Сајнц од Мекларен повторно несреќен, би рекол, оваа сезона го пратат некои технички малери, сега пожар во моторот, проблем со системот за издув, воопшто не настапи на трката втора година поред, штета за Карлос Сајнц, штета за Мекларен. Ландо Норис денеска сам ги бранеше боите на Мекларен. Борбата за третото место во конструкторите помеѓу Рено, помеѓу розевиот Мерцедес и Мекларен се вжештува. Ако добро ме држи меморија, Рено мејатата година на Монца исто има финиш четврто и пето место. Мислам дека овие патеки со долги правци и со брзи свиоци му лежат на Рено, на таа шасија, меѓутоа и на самата моторна единица на Рено. Така да очекувам уште еден силен резултат за Рено следната трка. Можеби конечно двата болида на Мекларен со добар настап. Розевиот Мерцедес ќе биде ова една интересна и интензивна борба за третата позиција во конструктори до самиот крај на овој наш шампионат. Така да останете со нас, останете со каналот Формула на македонски. Следниот викенд следи големата награда за Италија, домот на Ферари, домот на автомобилизмот Монца. Очекувам интересни разврски, да видиме дали Ферари конечно ќе го обели образот по денешниот, би рекол, дебакл. И тоа е се што било да кажам за денешната трка. Вашите размислувања, прашања, коментари ве молам подолу во ова видео, и секако се гледаме следната недела за големата награда на Италија.
До тогаш, поздрав!